Време и за првиот гостин во студио. Денес во студиото заедно со мен е мојата колешка Слободанка, која што го причека доктор Андреј Петров, професор доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија во Аџибадем Систина, а ќе разговараат на тема зошто ласерските третмани се најдобри во зимскиот период. Добро утро и на двајцата, Слободанка. Добро утро, Оливера. Верувам како за крај на неделата убава тема и ласерски третмани кои што одговараат за во овој период. Токму така, да, за во овој период и благодарам за најавата и да ги поздравам сите наши гледачи кои што сте во вашите домови и следите нашата утринска програма и да, ќе имате можности не само за ова, ќе опфатиме малку и повеќе теми, меѓутоа јас прво ќе ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Секако добре дојдени како и секогаш, затоа што со вас имаме за што да разговараме. Лицето е она што на сите ни значи, така ли? И треба да го негуваме. Така е. Токму темата, еве ја одбравме, зошто ласерските третмани се најдобри во зима. Кој ќе биде одговорот на ова прашање? Има повеќе причини, меѓутоа има еден одговор што е најтака директен и најјасен за пациентите и за гледачите, а тоа е дека зимно време нема толку многу сонце. Ласерот е енергија, тоа е енергија со голема мок, практично се ослободува енергија која прави одредени промени на лицето. И после ласерите ние забрануваме изложување на сонце. Така. Сонцето може да летно време ако го правиме тоа да предизвика постласерски пигментации, флеки на местото кај што работиме. И заради тоа вообичаено овој период од годината е добар за сите тие естетски третмани кои ги работиме со ласер и не само за тоа, и за одредени хируршки работи со ласер на отворени делови на телото што ги работиме. Па и други оперативни зафати, вака можам да кажам. Така да, се она што се работи со ласер, ние имаме околу повеќе ласерски системи, 10 машини имаме. Да, ќе зборуваме и за тоа. Од кои само една може да функционира летно време, другите сите исклучително се користат во периодот кога нема толку многу сонце. Значи од тие 10 само една е за летниот има една која може да функционира и летниот период заради тоа што поинаков е механизмот на дејство. Овие другите се мокни машини, врвни, меѓутоа во периодот на јуни, јули и август не се препорачуваме. Не ги препорачуваме заради тоа што тогаш денот е цел со сонце, така да нема начин како и со употреба на заштитни фактори на сонце. Колку и да сакаме, не можеме да затворени дома да сме. Тоа е светски протокол, тој протокол и кај нас се почитува. Така, но еве доколку во лето би се направиле, тоа ме интересира сега и прашањето, или во тој период од годината, колку денови ќе треба да бидат дома? Не се работи само за тоа. Не се работи за затворање дома, туку едноставно. Тоа е некој период од 2 недели, кој треба пациентот да биде надвор од сонце, одиме на одмор, надвор има сонце, цело време се изложени. И втора работа, ние работиме секојаш под принципот прво да не му наштетиме на пациентот. Сакајќи да направиме нешто добро, да не направиме нешто лошо. Но сепак ги советувате дека не е во периодот добар за таков третман. Не само што ги советувам, кај мене, кај нашиот оддел, да речеме, во тој период, употреба на енергетски машини што предизвикува таков тип на дејство врз лицето се забранети да се употребуваат во периодот на јуни, јули и август, и тоа е протокол кој е согласно нашата акредитација како болница која имаме. Така. Меѓутоа затоа може да го подготвиме нашето лице за во текот на овој период, во зимскиот период, за да бидеме убави на пролетта и летото. Меѓутоа, ајде сега ќе зборуваме за третманите кои што во Систина, нели вие како дерматолог во последно време се прават најмногу и што најмногу се бара за третман на лице? Па имаме различни опции сега. И воопшто. Имаме многу опции, значи ние често пати јас велам кога разговараме па и со колегите, сите имаат по нешто, а ние имаме се. Значи ние да речеме имаме цел спектар на машини што може да се покрие со ласерска хирургија на кожа, кај нас се работи. Значи што се прави? Се прави да речеме подмладување на лицето, освежување на кожата, така наречената рејувенација или се прави отстранување на флеки со одредени ласери на лицето. Се прави затварање на капилари, на крвни садови. Третман на црвенило на лицето, на розација што имаме. Се прави подмладување на кожата преку влијание на
радиобранови, да кажем, и на микрониделник, оно е популарно, тоа обично глумците го знаат или глумиците го знаат, овие Морфеус 8 кој делува директно на реструктурирање на колагенот на кожата, на колагенот. кој е многу популарен и во светот и на Балканот и кај нас. Така да работиме многу работи кои се различни. Работиме, да речеме, одредени затегнување на очните капаци со ласер. Работиме одредени процедури кои значат корекција на некои мали израстоци на кожата, сечење на одредени израстоци, проблеми на устните, некои што се проблеми на слузниците внатре, тоа можеме да го работиме со ласер. Значи, работиме повеќе работи со ласерите кои се цел спектар на 200 кои може да се работиме одредени пилинзи, така да речениот карбон пилинг го работиме со кај акне, што е многу популарен, особено кај младите. Сега, од која до која, кај младите, тој како да сакав се надоврзавме некако, од која до која годишна возраст најмногу може да се употребува ласерот? Спрема протоколите ние го избегнуваме ласерот пред 16 годишна возраст. Сепак има исклучоци, зашто тие исклучоци зависат од психофизичкиот развој на индивидуот. Да речеме, ласерите ние ги користиме и за епилација, за отстранување на влакна. На влакната, така. И тука често пати прашањето и на пациентите, па и на родителите кои доаѓаат понекогаш со своите деца, докторе, од која година може? Генерално тоа е некоја граница од која ние почнуваме, меѓутоа тоа ако видите дека некој е психофизички созреан многу порано и дека тоа може да се почне порано, може да се исклучоци. Може да се исклучоци и за други одредени интервенции што ги правиме. Затоа велиме за секого индивидуално, секој за себе. Да речеме, има одредени работи каде што ласерот е неопходност, каде што го работиме уште на, не знам, и на 2 и на 3 годишна возраст. Одредени израстоци на лицето кои кај децата кои растат, кои крварат, кои порано се оперирани, па останувале лузни на тие места, денес ние ги отстрануваме во краткотрајна анестезија со маска, го заспиваме детето. И тоа го оперираме без да го шиеме, без да има никакви последици на детето. Тоа не останува лузна, тоа е нешто што го прави, исто така што значи индивидуално зависи од повеќе фактори, меѓутоа генерално треба да е психофизички личноста биде созреана. Да, созреана и подготвена. Да биде спремна за сите аспекти, и физички, меѓутоа и психолошки, тоа да го доживува на начин на кој треба. Убаво што спомнавте и за епилацијата. Ајде нешто малку повеќе околу тоа да дознаат гледачите, со оглед на тоа дека нели ласерот го имате исто во систина, како што споменавме, од толку многу ласери. Еве и овој, што значи епилацијата? И колку третмани е потребно за да се дојде до она посакувано за отстранување на влакна, тоа го работат нашите, да речеме, техничари. Ние имаме две машини кои се користат. Едната е Александрит ласер, кој се смета дека е врв, мислам, во отстранувањето на влакната. Александрит Сайношур, кај нас е производител од најдобрите во светот што постојат за таа намена. Дали тоа трајно навистина отстранување? Тоа ние велиме дека е релативно трајно. Зошто релативно трајно? Заради тоа што одредени зони, ме прашате колку пати? Обично 6 до 8 пати, зависи од личноста, од индивидуата, од типот на влакното. Меѓутоа генерално цврстината на влакното, дебело е, тенко е влакното, машко е, женско е личноста, различни се влакната. Меѓутоа генерално релативно трајно, затоа што најголем дел од телото што вели народски кажано стакло го прави, нема ништо. И тоа одредени зони како што лицето и гениталиите кои се изложени на хормонална стимулација многу повеќе отколку другите делови од телото. Некогаш треба да се тоа повтори, да се прави како да речеме повремено одредена терапија на одржување. Но се прави и тука на тие места што ги споменавме. Се прави на целото тело. Така. Ние имаме пакети кои што се за целото тело. Без да заобиколиме нешто. За целото тело има пациентки претежно кои инсистираат на ласерско отстранување на влакна на целото тело. И тоа го правиме. И да си уживаат во текот на животот, да не мислат на тоа. Многу попрактично е и има одредени болести кај кои со отстранувањето на влакната, да речеме одредени акни, хидраденити, кои масни ткива се создаваат, кои им пречат на пациентите со тоа што ќе се отстрани влакното,
не се запушува повеќе лојната жлезда и на тој начин тие функционираат многу подобро. Така. Кажавме да за годишната возраст, од кога може да се употребуваат ласерите, а до кога? Нема граници. Нема граница. Нема граници. Може и за повозрастните. Па ние имаме пациенти на 75 и на 80 години. Браво. Значи, денес животот стана да. различен од колку Што претходно. прават тие кои третмани ги употребуваат? Па, или решаваат некои одредени медицински проблеми, што е можно, меѓутоа исто така го користат и за подмладување, за отстранување на оние флеки од сонцето што со текот на годините ги создава. Тоа е нешто што многу се користи, има предност пред конвенционалната хирургија заради тоа што вие лифтинг не може да го повторувате на секоја година, а лазерскиот третман може да го повторувате на секоја година и да ефектот биде навистина многу добар. Сега, кога многу убаво така ни се наметнуваат прашањата, колку пати во годината може да се употребува лазерот за одредени третмани сигурно, меѓутоа еве каде што веќе го споменавме подмладувањето или пак освежувањето на поттикнувањето на колагенот и така натаму. Тука генерално се 3 сесии, како тоа ние ги имаме како пакети кај нас, кои одат на растојание некаде од најдобре на месец дена. Има можности на 2 недели, меѓутоа најдобре на месец дена. Често пати ги комбинираме со други методи ние. Значи ние имаме можност заради технологијата што имаме да правиме комбинирани третмани. Да комбинираме различни, за да има уште подобар ефект. Да го засилиме ефектот. Комбинација на различни лазерски системи, комбинација со други работи, како што е плазма, радиобрановиот микрониделинг или терапија со игли која се прави. Сето тоа во комбинација може да доведе до добар ефект и ги димензионираме спрема времето, спрема периодот, да речеме, со овие агресивните системи обично работиме овој период од годината кога е постудено, кога е поладно, за да ги сочуваме оние кои можеме некако да ги употребуваме во периодите кај што има повеќе сонце за подоцна, за да може пациентот, одредени пациенти сакаат во текот на годината да имаат можност да направат и во повеќе работи, така да на тој начин ги тие работи димензионираме. Но сигурно еве вие како дерматолог во Систина, еве кога би дошла јас и се консултирам со вас, вие ми одредувате што е она што е најдобро сигурно за мојата кожа, за моето лице, што треба да правам и што ќе ми понудите. Доаѓаме на консултација и на еден преглед, така пред да започнеме процес. Најдобро е пред да почнеме со процесот да се направи еден план. Значи, обично кога ќе направите добар план и резултатот е на крај добар. И тоа е нешто што како консултација го правиме, се сугерира она што сметаме дека треба да се направи. Сега има луѓе кои се убави па не треба ништо да се прави, меѓутоа и тие сакаат да нешто освежат, да нешто направат. Секако, тоа е за заштита на кожата, негата на кожата, да изгледа сјајно, свежо, превентивно нешто што може да се прави. Дори има превентивни техники кои овозможуваат да кожата на некој начин се брани од процесот на старење. Тоа се комбинира и со други третмани, како што е популарниот ботулинум токсин, кој го користиме одредени комбинации на ботоксот со лазерски третмани, плазма, терапија со плазма. Има понуди од секакови, зависно од кожата која што можете да ја. Има повеќе можности и мислам дека дојдовме до едно ниво кај што најголем дел од овие работи, да кажам, што и во светот било каде би ги добиле пациентите, ги добиваат и кај нас, и се трудиме да запазиме стандарди кои ќе ни овозможат да луѓето излегуваат задоволни од кај нас. Тоа сакав и да го кажам. Сигурна сум дека и од кај вас се излегуваат задоволни сите оние кои што се препуштиле на вас за да го добијат оно резултат кој што го посакуваат. Сега индивидуално секој си има можеби некоја желба плюс, но вие сте тука да кажете дали треба или не треба во комбинација, затоа што ние секогаш кога ќе слушнеме еве ова се што споменавте дека го се работи на актерите, на светски познати и така натаму, за некој можеби не, меѓутоа тука сте вие да ги посоветувате. Секогаш треба интеракција помеѓу пациентот и докторот, заради тоа што одлуката треба да е заедничка. Заедничката одлука обично е најдобрата одлука, за некој е добра една работа, за некој друг пациент е добра или пациентка е добра друга работа. Никогаш не е шаблон, еден третман, па тој ќе го примениме кај сите. Значи, зависи од типот на лицето, зависи од типот на човекот, од возраста,
од многу фактори зависи што е она што можете да го направите, можете да направите доста. Да, верувам. Како се одредува каков тип на кожа имаме? Најчесто со клинички преглед, со самото гледање ќе видите, меѓутоа можете да примените и одредени други техники, се користат одредени методи, да речеме, кај што може да се види дали кожата е масна, има некои рутински минимални испитувања што се прават во текот на прегледот, или може да се види под поголемо зголемување со дермоскоп, дали се работи за, не знам, за пациентка која има проширени пори или хиперпластични лојни жлезди на лицето. Дали според тоа се одредува и третманот? Да, според тоа се одредува и третманот. Има и други методи кои ги користиме, да речеме, понекогаш кога се работи за, бидејќи ние со ласерите затвараме и одредени крвни садови некаде. Не знам дали се тоа проширени вени, површни оние најситните, кои може со ласер од надвор да се нападнат, или се одредени капилари, или се тие наречени ангиоми, чери ангиоми или сенилни ангиоми со текот на годините што се создаваат кај луѓето. Ние ги гледаме со еден инструмент за да провериме дали е точно тоа што мислиме дека и потоа го третираме. Значи, генерално треба да се направи она што и вие го кажавте, претходно да се направи и еден преглед и муабет да се направи. Кај нас таа консултација која се однесува на ласерските третмани е бесплатна, така да. Затоа што некои од нас имаат и жилби кои што не може некогаш да се исполнат сите, па треба да им се каже. Луѓето секогаш имаат желби, тоа е природно, човечки е. Треба да се види дали е тоа реално, дали е возможно, дали може да се спроведе, и ако не е возможно, дали постои некаков друг начин, ги препраќаме тогаш на некое друго место, да речеме, ако целата кожа е висната, например, и дојде пациент кој сака ласер, треба да му предочите дека идеалниот третман тука би бил хируршки лифтинг, да се затегне тука кожа. Тоа е или со спуштени очни капаци, кај што треба некоја блефаропластика да се направи. Значи, медицината е на некој начин тимска работа. Но затоа сте вие тука професионалци, знаете ние се трудиме тука заеднички да соработуваме со сите. Како доктор веќе вашето име кога ќе го слушнаме веднаш знаеме за кого станува збор. Меѓутоа јас би сакала еве за крајот од емисијата кажавме да еве во сестина ласерите зошто се најдобри ги имате во толку голем број и за сите оние што сакаат да се ја негуваат својата кожа на било каков и начин да е, тука сте да се консултираат со вас. За крај само еве вака едни совети за по дома што да правиме најмногу со кожата и во овој период од годината. Треба лицето да се... Па сега да не ги споменам моите години. Добро, годините се релативна работа. Некој му стоја добро и не му се гледа. Така јас си велам, и тоа не е комплимент што ми го делам, него генерално зависи од многу фактори, меѓутоа зависи од начинот на кој кожата се одржува. Хидратацијата колку е потребна? Најпотребна. Значи тоа е нешто што е од есенцијална, од суштинска важност е кожата да се хидрира. Кожата со текот на времето старе, значи ја намалува незината цврстина, ја намалува незината еластичност и заради тоа треба да се постојано негува. Како да ја негуваме дома, како да ја хидрираме во домашниот? Има хидратантни кремови кои може да се користат. Може да бидат, има лосиони за тело, има и кремови за лице. Кај лицето, да речеме, најголем дел од препаратите денес содржат или хиалуронска киселина. Тоа е истото што го употребуваме во филерите кои ги пополнуваме, само го нанесуваме во кремовите од надвор, не го вбризгуваме внатре во ткивото, има ефект. Има одредени работи исто така се користат ретиноидите, кремови со ретиноиди во подмладувањето, кој е одличен лек за подмладување на кожата, комбинирани препарати во кои има и антиоксиданси, како што е витаминот С, одредени средства за депигментација, кои исто така антипигмент серуми, кои денес отиде многу напред имаме достапни козметики, медицинска козметика отиде екстремно напред, мислам. Меѓутоа, тоа има некогаш и толку многу, па не знаеме што е потребно, затоа треба да се консултираме со вас. Пазарот е преполнен и има различни брендови, меѓутоа кога ќе дојдат луѓето, јас си велам една работа, битно е да е медицински тестиран производот, значи да бил подложен на медицински тестирање, бидејќи често се склони луѓето да купуваат тој ми кажа дека е нешто добро или прочитав на интернет дека е добро или во аптеката во одреден ланец на аптека ова ми го нудат. Значи најважно од се е да е тоа
медицински тестиран производ, значи да е безбеден за употреба кај пациентот. И сега тоа се генерално во целиот свет 4, 5, 6 водечки брендови кои се исти. Кога ме прашуваат некојаш пациентите што е подобро, тоа е како да ме прашате дали е Мерцедес или BMW подобро. Значи тоа е работа на избор на пациентот. Сите тие се квалитетни, има и домашни кои се употребуваат, така да изборот денес на пазарот кај нас е добар. Така, и почесто чистење на лицето. Лицето треба да се чисти заради тоа што мора да излегуваат оние пори, за да убаво се хидрира. Да се отворат, што се внатре со тој кератин од кожата, што постојано излегува на површината. Потребни се одредени козметички третмани понекогаш да се направат. Ние и тоа работиме. Освежување, Значи имаме наш козметичар кај кој нашите пациенти пред третманот или после третманот ги упатуваме да го исчисти лицето, така се треба да се прави за да се направи, значи и медицинскиот третман, и козметичар има своја улога, и она што самите дома можеме да го направиме има своја улога. Тоа не е за потценување. Тоа дури може да е и најважно. И треба да се пие доста вода. Вода, да. Еве водата пред нас, сега ќе се напиеме, меѓутоа и на почетокот на денот никогаш ја подзабораваме за жал, меѓутоа убаво што споменавте и секогаш треба да си ја имаме пред себе. Ние тука завршуваме, многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма и што поделивме вакви совети и ете за сите оние кои што сакаат да се негуваат својата кожа, има избор колку и да посакаат во систина кај вас. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство да разговарам со вас. Благодарам многу. Благодарам. Ќе го искористиме зимскиот период за било каков третман и да бидеме и ние затегнати и убави. Зошто да не, секако. Благодарам.